Порастот на температурите го зголемува ризикот од појава на труење со храна и представува потенцијална опасност и за здравјето на животните, доколку за нив навреме не се обезбедат доволно количини храна и вода за пиење. Како што информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство, за да се спречи евентуалната појава на труење со храна кај граѓаните, неопходно е да се направи правилен избор и нејзина набавка, да се обезбеди соодветен транспорт и услови за чување. Агенцијата за храна и ветеринарство истакнува важност на внимателен избор на храна и проверка на нејзината амбалажа, особено за лесно расипливите производи од животинско потекло. Важно е храната да се чува на соодветна температура и да се избегнува консумирање на производи со оштетена амбалажа, како и да се избегне купување на замрзната или разладена храна која не е правилно чувана. Овошјето и зеленчукот треба темелно да се мијат, а месото и млекото да се обработат термички на соодветни температури. Но од друга страна проблемите не се само за луѓето, туку и животните исто така се подложени на сериозни здравствени проблеми во овие услови, особено ако не им се обезбеди доволно храна и вода. Високите температури создаваат голем стрес, што може да доведе до намалена консумација на храна, зголемена потреба за вода, па дури и топлотен удар и сончаница. Симптомите на овие состојби вклучуваат забрзано дишење, зголемен жет, тикови и грчеви. Кога ќе се појават овие знаци, итно треба да се обезбеди свежа вода и ладовина, а животното треба да се смести во простор со добра вентилација. Милениците не треба да се остават во автомобили или простории директно изложени на сонце.